За функционерите на ВМРО-ДПМН клеветата е веќе декриминализирана. Единствено тие уживаат во бенефициите од тоа, иако таа не се однесува на оние на кои им е најпотребна – новинарите, колумнистите, публицистите, активистите. СДСМ реагира против праксата што ја воспоставија челниците на ВМРО-ДПМН, преку која ја избегнуваат правдата и не се појавуваат на судските рочишта во процесите во кои се тужени за клевета или навреда. Судскиот доставувач е единствениот што не го гледа бичиклиски на телевизија секој ден како држи пресконференции од партиското седиште или како беседи на седниците на Советот на град Скопје. Доставувачот не смее, а не може да го најде. Овој човек е во можност да ги изнесе најтешките обвинувања против било кого, а да не мора да одговара за тоа. Причината поради која голем дел од јавноста е изманипулирана, дека некои невладини организации работат против интересите на Македонија, е токму тој, Бичиклиски, кој тврдеше дека група интелектуалци земале илјадници евра за да го продадат името на државата. Тоа секако не е вистина, но Бичиклиски е недостапен за судот на 4 рочишта за да се расправа за тоа. Кукавички се крие за својата позиција и влијание врз судот и се надева дека делото ќе застари пред судскиот процес и да почне. Министерот Ставревски уште пред 2 години упати отровни стрели против неколку невладини организации, обвинувајќи ги дека се дел од некакви партиски стратегии на СДСМ, а не автентични движења на интелектуалци зад кои не стои никој. Ставревски отиде и подалеку од тоа, па партијата објавуваше огласи со наводни дрва на поврзаност на членовите на овие организации со Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Ставревски 5 пати не се појавил во судот заради тоа што го избегнува судскиот доставувач. Ставревски иначе е секаде. Во собранието, во владата, во партиското седиште, на малите екрани, дури во нашите фрижидери. Сите знаеме каде е, само доставувачот не. Граѓаните треба да имаат право на декриминализирана кревета, како и функционерите на ДПМН. Новинарите уште повеќе. Еден од нив деновиве е осуден во отсуство по тужба од Зинго и му се заканува казна затвор. Лесно им е на функционерите од ДПМН да излезат и на јавноста да сервираат купишта, лаги и невистини, манипулации и клевети. Тие однапред знаат дека се заштитени од партизираното судство, кое во секој случај им обезбедува можност процесите против нив да застареат, но лагите и клеветите остануваат зад нив.